Одбивањето на свештеникот да го освети празничниот манастирски ручек на Света Петка во Кочански дол пред голем број верници предизвика гнев кај членовите на црковниот одбор поради создадената непријатна ситуација. Само верниците знаат како се чувствувале кога им била пренесена неосветената манастирска манџа која практично требало да ја поврзе духовноста на празнувањето. Емоциите на домакинката на манастирот се доволно уверлив аргумент за повредените чувства. Црквата е уградба, ниту се пара зима, ниту се крштева, ниту се венчава, ниту ништо, а со помош на донаторите, на сите и на овие луѓе што се дојдели, кој колку имал по едно динарче, од народо за народо. Растреперените раце на градителот уште повеќе го потврдуваат сето тоа. Ја ги наследих овие водички пред 40 години. Не сум ги ја извадил, ја ги само обнових и ги градам. Народот се собира, динарче по динарче, ние градеме црквата и сите се задоволни. На секое доаѓање се нешто ново ќе видат. А се поради настојувањето на црковниот одбор манастирот да организира 4 празнувања во текот на годината со образложение дека тука има 4 водички и секоја има свој светец или светица. Од црквата излегле со став дека секој духовен објект во рамките на Охридската архиепископија на Македонската православна црква може да има две слави. Едната е празникот кој го чествува, а другата обично се поврзува со светувањето на духовниот храм. Која е суштината на проблемот помеѓу верниците и црквата во овој случај никој конкретно не кажува, ниту што се крие за 4 манастирски собори во Кочански дол. Инаку специфичен е случајот со повеќе водички и некакви духовни објекти на мал простор во селото Соколарци, кои се посветени на различни светци и при секој верски празник се добива впечаток дека сите празнуваат. И за овој своевиден феномен се нема произнесено црквата, ниту пак тие на кои ваквите лековити водички им се прикажале како такви.